Македонија станува се поинтересна за инвеститорите. Турската компанија Каво Automotive изрази сериозна подготвеност да отвори нова фабрика во индустриската зона во Скопје во вредност од 25 милиони евра, што ќе отвори 500 нови работни места. Каво Automotive е мултинационална корпорација која работи во автомобилската индустрија, дизајнира и произведува безбедносни производи и разни механизми и оперативни кабли. Компанијата, освен во Турција, моментално е присутна во Канада, Германија и Словачка, а потенцијалната инвестиција во рамки на ТИРС ќе има клучно значење како за Македонија, така и за Европа. Намерата за вложување беше потврдена на средбата помеѓу првиот човек на Automotive Кемал Амануел со директорот на ТИРС Гоце Димовски. Беа истакнати напорите и посветеноста на дирекцијата за ТИРС како институција која активно работи за подобрување на условите за инвестирање во соработка со владата и сите засегнати страни. Претходно беше објавено дека турската Джагата и Кабло ќе ги прошири постоечките капацитети во Бунарџик, а со тоа ќе отвори 200 работни места и ќе се вложат 6 милиони евра во нов објект од 10.000 квадратни метри. Последниве неколку недели други странски инвеститори најавија нови капацитети или проширување на постоечките. Меѓу нив се американски Алказар, турски Казанџи Холдинг, француски Акуа. Најавен е и влез на нова компанија која ќе произведува бела техника во Скопје, целосно наменета за извоз. Се очекува да бидат отворени уште 200 работни места. Минатиот месец во Штипската зона почна со работа канадска Магна, фабрика која ќе вработи до 500 луѓе кои ќе произведуваат електронски компоненти за автомобилската индустрија. Според последните податоци на Народната банка, минатата година завршила со рекордно ниво на странски инвестиции од 1 милиарда и 250 милиони евра. Последниот квартал бил најдобар кога вложувањата достигнале 400 милиони евра. Власта најави политики за привлекување нов бранд странски инвестиции кои треба да донесат и до 6 милиарди евра во Македонија. Односно инвестицискиот циклус треба да опфати изградба и реконструкција на автопати, регионални и експресни патишта, железничка инфраструктура, изградба на пругата Табановце-Гевгелија која ќе е дел од коридорот 10, болници во Штип и Кичево и реконструкција на клиничка болница во Тетово. Парите за ова, според вице-премиерот Николовски, дел се обезбедени во буџетот, а дел ќе бидат позајмени.